Добро вечер со Кот. 5 тони марихуана завршија во Србија. Дали се одгледани сите во Македонија, допрва ќе се докажува. МВР подосна заплени 27 тони марихуана во фирмите кои што според лиценците од Министерството за здравство треба да произведуваат марихуана за медицински цели. Кот во оваа емисија истражуваше што се е нелегално во овој бизнис. Останете со нас. Пред 10 дена во Србија беа откриени 5 тони марихуана кои според тамошното обвинителство биле прошеверцувани од Македонија. Кога информацијата беше објавена во надлежните служби биле затечени бидејќи немале никаква информација за таа сделка. Веднаш е направена контрола во фирмата Алфа Фарм која е во сопственост на еден од УАПС-ите во Србија. Но целосниот одговор како дрогата е напуштила Македонија засега официјално не се соопштува. Првичните сомнежи се дека дрогата поминала на легален премин со декларација дека станува збор за друга стока. При истражувањето Кот открива дека Србија не пропушта пратки со марихуана, а македонските легални фирми својата канабис фармација ја транспортираат и со авионски превоз. Проверките и истрагите кои потоа беа отворени во Македонија откриваат многу пропусти во бизнисот со легално производство на марихуана за медицински цели, како и неправилности во фабриката во која канабис складирале и други фирми, но со нецелосни документи. Потрагата кулминираше со акција на МВР во истрагата на обвинителството, при што беа запленети 27 тони марихуана, а допрва ќе се испитува потеклото на таа количина. Миомир Серафиновиќ има повеќе. Легален граничен премир, на кој има one-stop shop систем, односно заедничка полициско-царинска контрола на македонските и српските надлежни органи, царината и граничната полиција. Тоа е верзијата со која засега располага и ја проверува истрагата во Македонија за 5 тони марихуана. Според таа верзија, стоката, канабисот била декларирана како друга стока и документите лесно овозможеле влез на марихуаната во Србија. Но за тоа, српското обвинителство цела работна недела нема доставено никаква официјална информација до македонските истражни органи. Ниту кога точно бил транспортот, ниту со колку камиони, ниту со која шпедиција, ниту кој возел. Ништо. Македонските легални производители на канабис за медицински цели никогаш транспортот на својата стока, без разлика дали е растение или масло, не го вршат преку земја и преку Србија кон земјите на ЕУ. Затоа што во Србија не е легализирано ниту производство, ниту употреба за медицински цели, поради што и транзит низ таа држава може да заврши со заплена на медицинскиот канабис. Извозот и транспортот на легалното од Македонија се врши исклучиво преку карго аеродромот во Скопје и стоката стига директно до нарачателот со сите потребни документи. Затоа криминалната група, која имала врски и со српската владеачка партија на Александар Вучиќ, и со бизнис и фирма во Македонија, во никој случај не можела легално да ја внесе марихуаната во Србија преку Тавановци. Српското обвинителство тврди дека шверцот е правен во јануари. Оваа организирана криминална група делувала во меѓународни размери, така што од почеток на јануари 2026 до 29 јануари 2026 година на територија на Република Северна Македонија набавила опојна дрога марихуана во количина од 5.079,18 грама. Опојната дрога, по планот на организаторот, преку границата ја пренесувал осомничениот Иван Драгнич до складот на семејството на осомничените Спасоевиќ. Оттаму, заради понатамошна продажба ја преземал осомничениот Урош Младеновски. Според соопштението, осомничени и притворени се Небојша и Раде Спасоевиќ, на чиј имот е најден складот со марихуана, Иван Драгнич, кој имал собствеништво во македонската фирма Алфа Фарм Груп, и Урош Младеновски. Организаторот на групата, Александар Мијаиловиќ, е во бегство. Но обвинителството во Белград тврди дека дрогата е донесена од Македонија и преку граница. За да помине преку граница, според познавачите, толкава количина не може да се спакува само во еден камион. Една кутија со спакуван цвет марихуана е со димензии 60 по 60 по 40 см и може да тежи најмногу 6 кг. Најголемата камионска приколка, долга 13 метри, може да собере максимум 520 такви кутии или околу 3,1 тон. Во превод тоа значи дека доколку дрогата стигнала од Македонија, како што тврди српското обвинителство, тогаш за 5 тона марихуана
Поради волуменот требало најмалку 2 огромни шлепери до врв полни со кутии или 3 камиони со помали приколки. Колку пати во јануари бил организиран транспортот на марихуаната и колку пати Иван Драгнич ја поминал границата, се податоци кои се дел од истрагата отворена во Македонија, а српската досега не е известила за тие детали. Веднаш откако беше запленета марихуаната во селото Конјук кај Крушевац, македонските надлежни органи биле изненадени од информацијата, бидејќи немале никакви сознанија за акцијата од српска страна, иако има договор за полициско-обвинителска соработка. Ден после акцијата, откако се дознало дека Оапсениот Драгнич е сопственик на фирма за канабис сместена во Охис, од полицијата и од Комисијата за контрола на опојни дроги биле во посета на Алфа Фарм Груп во кругот на фабриката. Биле утврдени повеќе неправилности за складирањето на произведената марихуана и за начинот на пријавување. Истрагата добила први траги, но без поврзување со заплената во Србија. Единствената врска е Драгнич, во Македонија сопственик на фирма за марихуана, во Србија притворен за шверц на марихуана. Според сознанијата на КОТ, во фирмата Алфа Фарм Груп, која била основана 2023, а лиценца за марихуана и била издадена од техничката влада со амин на Министерството за здравство во март 2024, ланската година, 2025, немало ниту една контрола од надлежната комисија, иако законски има обврска за најмалку 2 контроли годишно. Последната контрола била извршена на почетокот на 2024-та, кога фирмата барала проширување на капацитетите во период кога и била одобрена лиценцата. По првично утврдените неправилности, во средата почнале претреси во Алфа Фарм. Покрај овој објект, полицијата заедно со Комисијата за контрола во состав од 2 вработени во здравство прави претреси во уште 2 фирми за канабис за медицински цели во Струмичко, во ЦБД Медплант Борисово и во Лайфплант Струмица. Претресите траеле до четврток наутро до 9 часот, а внатре во објектите се најдени повеќе тони марихуана за чие складирање се утврдени неправилности согласно Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции. Според првичните анализи, канабисот бил компрометиран како суровина за медицинска обработка, бидејќи имал стебла и гранки, а не само сув цвет, и бил спакуван во пакувања кои не биле соодветни за медицински канабис. Во четвртокот вечерта почна изнесувањето на марихуаната од Алфа Фарм, која има лиценца за производство, ама и сопственик притворен за шверц во Србија. Според сознанијата на КОТ, порано објектот на Алфа Фарм Груп, користен од друга фирма, имал годишен капацитет на производство од 800 кг до максимум 1 тон канабис. Но сега полицијата најде десетина пати повеќе марихуана од производствениот капацитет. Во досието на фирмата имало документи кои покажуваат дека Алфа Фарм имала склучено договори за купопродажба, за техничко деловна соработка и за закуп со 2 фирми од Јужна Македонија, во кои исто така биле правени претреси. Код имаше увид во еден документ за транспорт на марихуана од фирмата ЦБД во фирмата Алфа Фарм. Испораката на 1,2 тони марихуана била извршена на 10 ноември 2025. Транспортот бил извршен во кутии од по 6 килограми. Врските на Алфа Фарм со 2 струмички фирми биле причина за почетокот на претресите во сите 3 истовремено, при што се најдени тони и тони марихуана. Сега се утврдува дали има кривични дела само по Закон за контрола на опојни дроги или има и докази за организирана криминална група за шверц на марихуана. Дополнително, Алфа Фарм, кога добила лиценца 2024-та, има набавено и апаратура за екстракција на канабис масло, поради што и други фирми за производство на канабис можеле и доставувале марихуана за преработка. Но допрва ќе се утврдува и вештачи, зашто најдените десетици тони не биле на соодветно место и во соодветно пакување за идна медицинска обработка. Но најголем проблем е во 5 тона најдени во Србија. Во истрагата се користени и посебни истражни мерки како снимање и прислушување. Првичните информации од таа страна на границата се дека дрогата стигнала од Македонија, а истрагата се уште не е завршена и се уште не е утврдено потеклото на марихуаната, што го потенцира и самото обвинителство во своето соопштение. Имајќи предвид дека дел од извршените активности укажуваат на меѓународен карактер на кривичното дело, особено во врска со опојната дрога на територија на Република Северна Македонија, идниот тек на истрагата ќе ги расветлат сите околности на овој кривичен настан,
идентификување на сите учесници, како и утврдување на потеклото на опојната дрога. Во српските медиуми се алудира и на изјава на тамошниот министер за внатрешни работи Ивица Дачиќ, дека се уште не е познат организаторот на групата. Заплената и откритието на 5 тона марихуана се погоди само еден месец пред расформирањето на обвинителството за организиран криминал познато како ТОК во рамки на реформите на Вучиќ. Актуелната власт реши да го расформира ова обвинителство, правдајќи се со реформи, иако е јавно познато во Србија дека тоа обвинителство остана единствено активно во истраги за организиран криминал, истраги со кои многу често се опфатени и функционери на владеачката СНС, партијата на Вучиќ. Така беше и со марихуаната во Конјух. Дополнително, власта на Вучиќ прави и полициски реформи со кои се трансформира оделот за борба со организиран криминал. Па така, ден пред акцијата, двајцата инспектори кои ја воделе истрагата за марихуаната биле префрлени од својата антидрога задача да работат како информатичари. Но сите вклучени во истрагата и покрај притисоците со смени откази, ја нашле дрогата во куќата на функционер на СНС. Случајот е отворен додека владеачките структури на Вучиќ се под постојан граѓански и опозицијски притисок, како и протести против корупцијски злоупотреби на функционери. Одеднаш дрогата се најде во куќа на човек кој порано бил близок со актуелниот министер за одбрана, а поранешен министер за внатрешни работи и екс-директор на српската тајна служба БИА, Братислав Гашиќ. Но Гашиќ ги обвини опозиционерите за дневно политичка хајка против него и тврди дека партиската книжка нема да заштити никој од законот. Балонот полека ја зафати Македонија. Се испитуваат врските на Драгниќ кој имал фирма во Македонија за медицински канабис. Според сознанијата до кои дојде код, повеќе српски државјани кои се поврзани со него и лично тој, кога биле во Скопје, живееле, престојувале и се шетале во комплексот во Джевахир. Таму биле видени неколку дена пред акцијата во Србија. Биле гласни и се фалеле со познанства со представници на актуелната власт, но и со представници на струмичкото крило на поранешната власт. Еден од нив, Драгниќ, е уапсен и осомничен во Србија, по која уште во првите часови по откритието на марихуаната беше навестено дека таа дрога не е единствена. Во август лани биле откриени 2 тона марихуана кои наводно биле на истата група по која е скопскиот бизнисмен Драгниќ. Десетици денови претходно бил фатен и Урош Младеновски во Белград со 100 килограми марихуана. Јавноста во Србија се шокираше, бидејќи им била сокриена информацијата за 2 тони заплената марихуана летоска. Сега фатената дрога наводно е наменета за српскиот домашен, но и за странски пазари. Сигурно, осим европскog тржишта, ова марихуана е била наменjena делом, веројатно, и за наше домаće тржиште. Напоменуo bih da je i da kako su me obavestili iz uprave kriminalističke policije, da je ova akcija imala i svoje prethodne akcije, da je od strane ove grupe da je ona već bila na udaru policije, da je zaplenjeno, čini mi se da ste rekli, u avgustu mesecu oko 2 tone, da je pre nedelju 2 zaplenjeno 100 kilograma i evo sada je ovo kapitalno zaplena. Vidite i sami da je ona spakovana za praktično za dalju distribuciju. 5 тона според македонските цени, 500 денари за грам, имаат улична вредност од околу 2,5 милиарди денари, односно 40 милиони евра. Сепак таа количина губи на вредноста поради дополнителни наркотрошоци, како транспорт, кражби од дилери и продажба на големи количини, па според македонската цена за килограм марихуана од 3000 евра. Ова, најдена во домот на човек од српската владеачка партија, би се продала за 15 милиони евра на големо. Акцијата во Србија предизвикала според информации на коти исчезнување на 2 водачи на наркогрупи од Скопје, кои ги снемало по падот на марихуаната во Крушевац. Дополнително, откритието на српските, отпишани од Вучиќ полициски кадри, ги разгоре сомнежите дека македонски младинци многу често се ангажирани од српските наркогрупи за работа во Белград и во други делови на Србија. Сите тие сознанија се нов предизвик за македонската полиција. Но примарната задача е да се утврди врската меѓу 5 тона и Македонија.
Во 2017 година дадена е дозвола за производство на марихуана за медицински цели на 61 фирма. Сега се активни 34, 9 се активни, но не доставиле извештај дали нешто произвеле. Има и такви кои низ годините ја изгубиле или се откажале од лиценцата за работа. Македонија е елдорадо за бизнисот со медицинска марихуана, особено кога ќе затеи контролата. Законот е донесен, но не и потребните правилници за да се регулира овој бизнис кој очигледно носел милионски приходи не заради производството на медицинското масло од марихуана, туку заради тоа што неконтролираните берби завршувале очигледно на црниот пазар. Ова е списокот на фирми кои имаат активни, неактивни и листа на фирми кои имаат лиценци за работа, односно одгледување на медицинска марихуана, но не доставуваат известувања. 34 се правни лица со активни лиценци, 9 се правни лица кои се активни, ама не доставуваат известување дека работат, 18 не се активни, од кои 4 имаат постапка и за одземање на лиценцата. Доколку се собера, тоа се 62 фирми, од кои половината се со активни лиценци. Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци е донесен во 2016 година. Применет во 2019, но најголем број од лиценците се издадени во 2021 и 2022 година. Токму една година подоцна почнува експанзијата на одгледување канабис, но не оној медицинскиот кој се одгледува во посебни услови на затворен простор, кој е исклучиво за медицински потреби и го откупуваат фармацевските компании, туку оној другиот кој може да се најде на улиците, кафулињата, шоповите за марихуана. Во декември 2023 година е направена најголемата трансформација во одгледувањето на канабисот. Тогашниот министер за здравство Фатмир Меджити носи правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата, кадарот, начинот на обезбедување и чување на просторот на кој се одгледува канабисот. Во членот 1 од овој нов правилник, Меджити навел дека се пропишуваат поблиските услови по однос на просторот на кој се одгледува канабисот. Клучната измена е во членот 2, трета точка. Дозволено е освен на затворен простор, без природна светлина, како што стои во член 1, и во делумно затворен простор со природна светлина, како што се пласеници или оранжерии, како што е наведено во член 2, канабисот да се одгледува на отворен простор, површина или земјиште што е атмосферски заштитено. Значи во превод на нива. Додадено е дека до просторот треба да има пристапен пат и манипулативен простор и лесен пристап за возила. Идеално за превоз и пренос на канабисот од поле на пат за транспорт. Со оваа измена е возможно да се одгледува канабисот на нива, а тој канабис според експертите не е квалитетен и не може да го откупуваат фармацевските компании, поостанува на црниот пазар или како марихуана или како неквалитетно масло кое се продава на црно. Од тука, според извори на КОД, големите количини необработен канабис, складиран во неколкуто лиценцирани фирми, каде имаше полициска рација, по количината на запленет канабис стаса до 40 тони. Една од тие фирми, која е формирана во пресрет на измените на правилникот кој дозволува одгледување канабис надвор, е Алфа Фарм, која е основана 2023, а добила лиценца за работа во април 2024. Во последната година, 2025, се издадени само 2 лиценци, од кои едната, онаа на Medical Subli, која е укината. Сите нив треба да ги контролира само една комисија. Во законот е дефинирана како 5-члено тело во кое влегуваат 20 представници од Министерството за здравство, еден од Министерството за земјоделство, еден од Агенцијата за лекови и 5-тиот член е специјалист од областа на лековите растенија. Комисијата ја формира Министерот за здравство и е надлежна за да провери дали некоја фирма ги исполнува условите за да може да одгледува канабис за медицински цели. Покрај тоа, комисијата има законска надлежност да го одобрува планот за одгледување на канабис, најмалку 2 пати во тек на една реколта од садење до берба, да врши контрола на одгледувањето, да врши увид во извршената берба на канабисот заради утврдување на собраните стебла и да врши увид во документацијата и евиденцијата на целокупниот процес на одгледување на канабисот. Толку многу надлежности за комисија која едва и успева да се состави и собере на седница и нема простории.
Последниот состав на комисијата е од пред една година. Кога прашавме колку од членовите се активни, добивме одговор дека оние кои се од Министерството за здравство се активни и присутни. За останатите нема податок дали и колку пати се состанале досега во целосен состав. А за да си ја врши работата и да одлучува, комисијата треба да одлучува со мнозинство, односно со 3 гласа, па често немаат ни кворум, велат изворите на КОТ. Двајцата службеници од здравство се во канцеларија на вториот кат во Министерството. Нема посебна архива, па ги чуваат документите во кластери како во сметководствено биро. Немаат софтвер кој ќе им ги обработува податоците и други дигитални алатки. Дополнително обемот на работа е голем, бидејќи ако сите 34 фирми со активни лиценци имаат по 2 реколти канабис, а некои имаат и по 4 годишно, тогаш само за теренска контрола треба да издвојат 136 работни денови или околу 2/3 од вкупниот број на работни денови. И тоа само за една од 5 надлежности. А членовите на комисијата имаат и други задачи во своите институции, затоа што станува збор за адхок тело, а не за засебна комисија. Треба да носат правилници за начинот на работа на фирмите за марихуана, а досега имаат 2, од кои едниот е многу чуден. КОТ имаше увид во документот за Алфа Фарм Груп, во кој ја известуваат комисијата за тоа дека уништиле отпад од марихуана со закопување во дупка во дворот, како што налага правилникот. Во документот имаше и фотографии како багер закопува суви растителни стебла, за кои не можевме да утврдиме дали се канабис или друго растение. Но правилникот е таков и за него КОТ објави уште пред 4 години. Односно упатство за уништување на отпад од канабис е изготвен во ноември лани. И самиот тој документ има спорни работи. Не е потпишан од никој и е спротивен на Законот за управување со отпад, кој е во ресорот животна средина. Дури овозможува голема дупка, односно смислува оригинален начин како фирмите кои одгледуваат канабис да се решат од отпадот со мал и низок процент на ТХЦ. Овој отпад се уништува со затрупување во рамки на објектот или со одлагање во комунално предпријатие во локална депонија како биолошки отпад со затрупување. И за овој процес треба да се грижи фирмата која сама си формира своја комисија и потоа со фотографии треба да докаже дека го закопало отпадот. Но според Законот за управување со отпад, отпадот канабис е медицински отпад кој треба да се уништи во депонија во печка за горење каква има само Трисла. Управата за животна средина со подпис на директорот Хисен Джемели дозволила вакво упатство, односно подзаконски акт, да биде со поголемо значење од Законот за управување со отпад. Освен тоа, се остава огромна дупка, па фирмите може како отпад да пријавуваат сув цвет, кој може да се искористи понатаму пред трговија со дрога. Така наместо да пријави 100 кг отпад, колку што има, некоја фирма може да пријави 150 кг. А 50 кг вишок, од кои може да се прават джоинти, да си ги тргне и продаде на наркопазарот. Бидејќи кога ќе се закопа отпадот, тој скапува и не може никој да докаже дали имало 100 или 200 кила. Со законот е предвидена и меѓуресорската комисија која има цел список на надлежности од стратешко ниво. Таа меѓуресорска комисија ја формира владата и има представници од 11 министерства: правда, за внатрешни работи, за здравство, за локална самоуправа, животна средина, за надворешни работи, за образование и наука, за труд и социјална политика, за земјоделство, за финансии, за спорт и представник од царинската управа. Најважна обврска е надзорот на допојните дроги и спречување и сузбивање на злоупотреба на истите, да воспоставува систем на собирање податоци за природата и расширеноста на појавата на злоупотреба на опојните дроги, но и систем за нивна обработка, поднесување на извештај за актуелната ситуација и тенденцијата во Македонија во областа на понуда и побарувачка на опојни дроги со соодветен предлог за дејствување на државните органи, разгледува закони и други прописи, како и други механизми на дејствување во врска со проблематиката на злоупотребата и штетната употреба на опојни дроги, како и да дава насоки за спроведување на меѓународните конвенции во контролата на опојните дроги. Но најголема улога во контролата имаат Министерството за здравство и она за внатрешни работи. Првото треба да врши контрола врз правоизводството и прометот, да соработува со други институции, да доставува извештаи за увозот и извозот. Со измените на законот се дозволи одгледување и производство на канабис единствено за медицински и научни цели, а тој да може да се одгледува и обработува исклучиво во Македонија од страна на правно лице кој има дозвола за производство на екстракти од канабис.
Владата на Заев предлагаше измени на законот во 2019 година. Му стави и европско знаменце за да ја забрза постапката за донесување. Се правдаше дека е заради усогласување со европската регулатива, но по реакциите на амбасадорите на Европската унија, знаменцето падна. Паднаа и измените кои ги предлагаше тогашниот министер за здравство Венко Филипче и неговиот заменик Армен Таслани. Опозицијата го нарече законот за легализација на криминалот, а дека меѓу фирмите кои добиле лиценција и таа на семејството Заеви. Но до денеска важи она што е донесено во 2016 година. Тој предлог закон предвидуваше либерализација да се дозволи извоз на сувата маса во форма на цвет, добиена од исушеното растение канабис, како и увоз, извоз и трговија со семенски и саден материјал од канабис, односно извоз на сувите хербални производи, како што ги нарекуваат надвор од земјата. Тоа го бара и фирмите кои добиле лиценци и кои протестираа пред владата, барајќи да се донесе регулатива која ќе овозможи извоз, но и странски инвестиции во производството на медицинска марихуана. Со новиот предлог закон се овозможува извоз на сув цвет добиен со одгледување на канабисот за медицински цели, така што на правните лица одгледувачи на канабисот им е овозможено веќе произведените количини на сув хербален производ како опојна дрога да ги пласираат на пазарите во Европа и пошироко, при тоа почитувајќи ги меѓународните конвенции и европското законодавство што регулира материјата. Во самите измени се вели дека има тенденција бројот на фирмите со лиценци кои во 2019 бил 9 да се зголемува, па така стасал до бројката од 62 сега. Оценето е дека интересот за инвестирање за одгледување на канабис за медицински цели е поради поволната бизнис клима, како и ефективна работна сила на пазарот на трудот, но и поради рапидно зголемената цена на светската берза на маслото од канабис но и сувиот цвет од растението канабис. Надзорот останува во рацете на меѓуресорската комисија. Регулирано е дека ќе биде одземена опојна дрога, психотропни супстанции и растенија од кои може да се добие опојна дрога ако се одгледува, произведува, става во промет или се наоѓа во промет или се поседува спротивно на законот. Интересно е што во членот 21 било предвидено да се формира агенција за контрола на одгледување и екстракција на канабис и препарати од канабис за медицински и научни цели, како самостоен орган на државната управа со својство на правно лице. До денеска ваква агенција не е формирана. Не е регулирано нити основен влог за да се почне марихуана бизнис, па така има фирми кои вложили и по 30 милиони евра, но и фирми кои добиваат лиценца за заградена нива со мал банкарски кредит од 100.000 евра. Проблемите по правило се кај овие вторите, иако има и исклучоци. Со претресите беа опфатени 3 фирми покрај Алфа Фарм Груп во Скопје, биле претресувани и 2 фирми од Струмичко кои имале договори за купопродажба и за деловно техничка соработка со скопската канабис фирма. Првата е ЦДБ Медплант Борисово. Формирана е во 2018 година, има активна и важечка лиценца. Во сопственичка структура има 5 мина, покажуваат јавните податоци. Колје Василев, Христијан Котев, Алекс Гомес, Добринка Кирилиева и странската фирма СГБ Проперти ЕСА. Пред 7 години, кога се формирала ЦДБ, таткото на Котев бил председател на огранокот на СДСМ во Новосело, што беше посочено и во обвинувањето на тогашната опозиција, а сега актуелна власт. LifePlant е другата фирма која исто така се појавувала на пресовите во опозицијската ВМРО ДПМН, а била формирана во 2018 година. Ја формирале семејството Проданови, а тогашната опозиција тврдеше дека еден од сопствениците Иван Проданов е зет на Заев, односно во тој период бил момче на ќерката на експремиерот. Но Проданови излегуваат од фирмата LifePlant во јуни 2024 пред изборот на владата на Мицковски. Од тогаш до претресите сопственици се Александар и Благој Лазарови. Од двете струмички фирми се најдени над 30 тони марихуана, додека во скопската претресуваната Алфа Фарм Груп над 9 тони марихуана. Дел од канабисот бил купен и набавен, но за некои пратки нема докази дека имале полициска придружба. Законски за секоја пратка марихуана, па дури и за оние лабораториски транспорти на 1 до 2 грама, фирмите мора да известат и да ги организираат транспортите во придружба на полициски специјалци. Во Алфа Фарм Груп сопственици се покрај притворениот во Србија Иван Драгниќ, уште и Роберт Живковиќ, Предраг Брковиќ и Јована Мијаиловиќ, која има исто презиме со организаторот на групата на 5 тони марихуана откриени во Крушевац. Фирмата е формирана во 2023 година, а добила лиценца во март 2024.
Истрагата ги зафати трите фирми. Сега се проверува и зашто и каде било собирана марихуаната и дали станува збор само за прекршоци на Законот за контрола на канабис, за кој во членот 95г е предвидена најголемата затворска казна од 3 до 10 години или пак за тешко кривично дело и организирана криминална група за шверц на наркотици. Коста Дуковски е поранешен председател на Асоциацијата МАК Канабис, каде членуваат фирмите кои имаат лиценца за производство на медицинска марихуана. Целта, вели тој, е да се работи легално, за да се освојат светските пазари, бидејќи потенцијалот за откуп на медицинска марихуана е голем. Ваквите настани и злоупотреби прават штета на можностите на овој бизнис, кажува тој. Еве го интервјуто со него. Добро вечер за Костадин Дуковски, кој е експерт по кривично право, работи за меѓународни организации, но и поранешен председател на Асоциацијата МАК Канабис. Благодарам што сте во код. Ви благодарам многу. По ова што се случи, остануваат многу отворени прашања кои сме ги дискутирале и во претходните емисии на код пред 4 години. И за жал ќе ги повториме можеби истите проблеми кои што се појавува и претходно. Законот е донесен во 2016 година. Во 2019 година и вие како председател на асоциацијата баравте веќе да почне да работат фирмите кои добиле лиценци за работа за производство на марихуана за медицински потреби. Меѓутоа, најголем број на лиценци се донесени некаде 21-22 година. Вкупно може би 61 до сега, од кои 35 се активни. Моето прашање е дали и покрај толку поминати години има големи дупки во законот и несоодветна не само законска регулатива, можеби или не доволно донесени правилници за регулирање на оваа дејност. Да, ви благодарам на поканата. Иако последното моје гостување кај вас имав малце проблеми после тоа, кај што јас истакнав дека не може да се издаваат лиценци на нива, баш во права форма на нива. Тоа беа, како што кажавте, 2021-2022, тогаш почна рапидно да се зголемуваат бројот на лиценци, на издадени лиценци. Меѓутоа, иако и меѓународната заедница реагираше зашто се даваат толку лиценци, затоа што и многу други држави ги регулираа таквите исти права, меѓутоа кај нив беа издадени максимум 10 лиценци. Меѓутоа кај нас дојдовме до бројка 76 на број цена едно време беа. Меѓу другото, исто и од моето реагирање од тогашна страна, кај што, иако имав после тоа доста јавувања, зашто сум го кажал тоа? Имавте ли притисоци, директни, вие, фирмата? Да, имав јавувања, имав притисоци, зашто сум кажал јавно, зашто што се прави и така натаму, вклучително и бившиот председател на комисијата, зашто сум почнал, затоа што они се тие што вршат записник и вршат контрола, за да може да се стекнат со правото на лиценца. Меѓутоа, јас сепак си го кажав своето што имав да си го кажам и после тоа ми се случија некои проблеми кои што сака да ми наштетат. Меѓутоа, ете, тоа кратко траеше, не им ја остварив желбата. Меѓутоа, сакам да кажам дека сето тоа дојде крајот, дојде времето кај што сериозно треба да размислиме што понатаму и дали сакаме оваа дејност да ја развиеме уште повише или сакаме уопште да ја санкционираме. Затоа што сериозни инвеститори дојдоа во Македонија, некои од нив, јас имав многу телефонски разговори во текот на тој период, меѓутоа сите викаа посериозни компании кои што знаат што прават, викаат кога ќе дорегулирате дејноста, тогаш ние ќе настапиме. Што треба да се дорегулира или што не е дорегулирано, затоа што голем 10 години поминале, а не е дорегулирано? Па, како прво би требало да се направи посебен материјален закон. Како второ, сите действија кои што се случуваат во една производство на канабис, меѓу другото, јас би истакнал да речеме како што се начинот на одгледување. Имаме во некои држави амерички кај што конкретно е специфицирано што е медицински канабис и како е начинот на одгледувањето. Не може на нива гледан канабис да биде медицински канабис. Тоа нема Тоа е во посебни услови како оранжерии, да речеме, на вода или слично. Посебните услови си ги бара, да речеме, и надворешното одгледување. Меѓутоа, како вие ќе се спасите одгледувате во надворешни услови, тука имаш микроорганизми, афлатоксини, пестициди, кои што сите ќе го нападнат.
имаш надворешно атмосферско влијание, кој што не знаеме што ќе произлезе од тоа. И тоа не може никогаш да биде медицински канабис за медицинска намена. Меѓутоа, очигледно недостасува контрола. Тука е најмногу затаено. Прво, во однос на лиценциите и преку владата поминуваат барањата за лиценци, не е дека само преку комисијата. Со одлука на влада се добива. Со одлука на влада се добива лиценца, а во последната година се донесени само 2, од кои едната е веќе укината. Меѓутоа, не само носењето на лиценци, туку очигледно е зател системот на контрола. Затоа што на толку активни лиценци 35, само една комисија неможно е помина да се... Ја можам да кажам во тогашно време, во тоа време кое што преговаравме и со владата, стално ми беше укажувано дека ќе направат, само имаше обеќавања и ништо не се реализира. Еве, поминаа толку години од тогаш, нашето интервју беше пред 4 години, пак се гледаме, ништо не е мрднато. Разликата од тоа време до сега, тоа е што не издаваа лиценци нови. Меѓутоа не ги санкционира, требаше вакво нешто да се случи, за да се свестиме малце, за да почнат да санкционира. Она што очигледно недостасува е што со цветот, што со остатоците од марихуаната. Заради тоа што таму во законот се пропишани услови за транспорт, услови за продажба и слично. И не можеме сите да кажеме дека се нерегуларни во тие 35. Меѓутоа, треба ли закон за канабис или што треба да се утврди точно за да се направат разликите? Баш напротив, имаме многу добри фирми кои што стварно стопанисуваат како што треба во Република Македонија и меѓу другото сериозни фирми, сериозни корпорации. Јас бев исто дел од една таква корпорација кај што ние фирмата вложи околу 12 милиони евра. Ова е сериозен бизнис и ние треба малце посериозно да ја сватиме целиот концепт на овој бизнис. Меѓутоа треба и пристапот да не биде малце многу посериозен. Не е само да се издаваат лиценци на ниви, меѓутоа тоа не може никогаш да биде медицински канабис. Меѓу другото, начинот утврдувањето на транспорт од компанија до компанија е многу добро утврден. Не може само нас никај сега ќе издадам фактура, ќе извршам транспорт. Не може, има полициска асистенција, затоа што сепак е тоа кај нас во законот додека не е декриминализиран, членот е психотропна супстанца. Дури и рачките, гранките. И тие имаат форма на психотропна супстанца, дури и рачките. Така дали е потребно да се донесе можеби посебно тело кое што ќе управува и ќе контролира како агенција? Затоа ние во тоа време се залагавме многу да се формира агенција, како што е регулирано и во Германија, затоа што како прво сега ние имаме комисија која што комисија нема секретаријат. Нема администрација. Не знаеме ни кај се, затоа што од нивните секојдневни обврски во министерствата, они не знаат ни што работат во таа комисија. Немаат администрација, немаат архива, немаат софтвер, а ние се залагавме и за софтвер, значи софтверско решение, кое што во милисекунда ќе се знае колку е произведено и што е направено. Вака немаме добра евиденција. Да, дали е познато колкава количина на медицински канабис се произведува годишно или во ваше време, колку остатоци има и самиот процес на уништување? Па еве сега ќе ви објаснам. Да речеме, имаме една реколта, која што можеби ќе се направат 200 кила, 300 кила сув цвет. Меѓу другото се прави записник. Тој записник треба да се извести министерството, тоест комисијата. Комисијата треба да го внесе и треба да знае кој во комисијата е администратор во таа комисија. Тука се тие административни проблеми кои што се јавуваат. Она што е нејасно како е можно да се собере 27 тони количина на марихуана, 5 тони да завршат во Србија, а прашање уште колку има. Како ова го објаснувате вие? Нивите се криви за тоа. Тоа е проблемот, само што се дава лиценци, посебно тој реон Струмичкиот, кај што сите беа пријатели на некој бивши премиер, кој што вика, јас ќе земам лиценца, нормално, луѓето, дел од тие луѓе доаѓа кај мене, ја викам, како можеш ова да представи медицински канабис? Да објасни ми. Викам, ти дали воопшто го разбираш тој концепт, што е тоа и дали знаеш, дали си свесен во што влагаш? Меѓутоа, они сепак вложиле некои 100, 200, 300 илјади евра за да ги исполнат
минималните услови кои што се пропишани по закон и се стекнале со право на лиценца. За крај, кој е всушност бенефитот од медицинската марихуана и за државата и секако за лечење на болести? Многу сериозен бенефит ќе би имала Македонија ако ние го направиме овој бизнис многу посериозен, со многу поубава слика кон меѓународниот фактор и да се насочиме кон научни истражувања. Има компании што финансираат научни истражувања, има сериозни меѓународни истражувања кои што се спроведени, а посебно Германија која што кажа, иако беше доста голема дебата зашто они да го регулираат канабисот во целост, меѓутоа се испостави после година и пол дека сериозни бенефити имаат таму. И вклучително фондот за здравство ги финансира болните кои што ќе се одлучат да се лечат со канабис. Ние би реагирале зашто и фондот не влезат, да речеме, лица кои што сакаат да се третират, кои што одлучиле да се третират, зашто не им ја дадеме можноста да може да се лечат со канабис. И Емирати го имаат овој бизнес. Сега пред известно време слушнав дека во Дубај ќе го легализираат канабисот. Значи, а ние тапкаме во место со години. Значи бенефитите може да бидат големи доколку ова се регулира. Нормално. И да речеме што направија и Холандија. Холандија исто не е регулирано воопшто. Меѓутоа е декриминализиран канабисот. Имаме препораки од Светска здравствена организација која вика канабисот е лек, канабисот е медицина. Имаме од препораки и затоа се декласифицираше канабисот од прва категорија на дроги на втора и трета. И затоа се овозможи можноста да се извезува канабисот. Иначе кога беше во прва категорија, ние немавме можност затоа што законски не можеш да извезеш канабис. Ви благодарам многу за ова интервју и се надевам дека по 4 години нема повторно за истите проблеми да разговараме. Се надевам. Благодарам. Коте и понатаму ќе истражува каде завршува марихуаната од Македонија, колку се заработува и дали се работи за организиран криминал. Но колку и српското поземје можеби е навлезено во Македонија, за да може понатаму да ја дистрибуира истата не само во Србија, туку пошироко низ Европа. Гледајте не идната недела во исто време. Имајте пријатна вечер.